И сега знаеме, мислам дека пред една година многу луѓе не знае, но сега знаеме, сите знаеме помалку за вакцините, знаеме дека постојат РНК вакцини, знаеме дека постојат векторски вакцини, знаеме дека постојат конвенционални вакцини со инактивиран вирус, сите знаеме помалку за тоа, но сакам да напоменам дека вакцината буквално представува транспортирање на некоја информација, односно транспортирање на информација за вирусот, некој маркер, некоја одлика, некое својство на вирусот во самиот организам, го транспортираат тоа вакцините и предизвикуваат имун одговор без да се добие болест. И токму тоа е поентата на вакцините. Сега, како ќе ја транспортирате вие таа информација за тој антиген, за таа особеност на вирусот? Еве, например, вакцината на BioNTech и Pfizer, таа информација ја пренесува кодирана во РНК. РНК-та влегува во клетките, во мускулни клетки и од неа се прави спајк протеинот на коронавирусот. И сега клеткиве имаат во нив спајк протеин, и имуниот систем спајк протеинот го познава како туѓ некој протеин и ствара сега посистемски имун одговор. Кај векторски вакцини, например AstraZeneca и руската вакцина Спутник, буквално дел од генетската информација за тој спајк протеин се става во вектор, а векторот е буквално транспортер на таа информација. Тој е еден друг тип на вирус кој не е способен да се дели, и тој друг тип на аденовирус се користи само за да го внесе дел од генетскиот материјал за коронавирусот, да го внесе во клетките за да предизвика имун одговор. Пак поентата е генетскиот материјал сега од вирусот се пренесува како ДНК, од таа ДНК се добива повторно МРНК, од таа МРНК се добива протеин, и протеинот буквално е оној аспект од клетката кој имуниот систем го препознава. И ние со вакцините му даваме на имуниот систем една препознатливост од вирусот, дел од вирусот, да го препознае и да реагира на него. А кога имаме, например, користиме поконвенционална технологија, например на инактивирана вирусна вакцина, како Синофарм вакцините и Синовак, мислам дека наскоро ќе ги донесат во Македонија, кои моментално се користат во процесот на масовна вакцинација, буквално во таа вакцина се вкупниот вирус, односно сите негови протеини се деактивирани. Вирусот не е способен да се дели, вирусот е во изумрена форма, во изумрен формат, не представува никаква опасност, но неговите особености, односно неговите протеини кои имуниот систем ги препознава, си стојат и си постојат тука. И само тоа го внесуваме во телото, имуниот систем го препознава како туѓо и формира имуна реакција без да предизвика болест. Сакам повторно да напоменам, без разлика која од овие вакцини ја користиме. Ниедна од нив не предизвикува болест, туку само го намамува имуниот систем за да реагира и да си мисли дека во него има вирус, но во самата вакцина ние немаме активен вирус. Тоа е поентата на вакцините и сака секоја вакцина има разни типови на поставеност, една доза се зема една доза, кај некои вакцини само една доза, кај некои вакцини 2 дози, кај некои вакцини се земаат, втората доза се зема после 3 месеци, кај друг дел од вакцините после 3 недели и така натаму, но тие се спецификации кои моментално не се релевантни. И мислам дека како за крај, поентата на оваа вакцинација е да се достигне колективен имунитет, односно имунитет на стадо. И сега сите знаеме, кога имаме нов вирус, пред година и пол, кога откривме дека има нов коронавирус, ние како светска популација немавме никаков имунитет кон тој вирус. И сега кога една популација нема никаков имунитет, вирусот многу лесно заразува таа популација, но како се зголемува процентот на луѓе кои имаат некаков имунитет, гледате тука од десна страна, како се зголемува бројот на луѓе со имунитет, така се стеснува тој ланец. И ако имаме 70, 80, 90% на луѓе во една популација со некаков имунитет, ние ќе го стеснеме комплетно тој ланец. И да имаме луѓе кои се подобни на инфекција, тие луѓе нема да се заразат, бидејќи нема да има просто вирусот да стигне до нив. Но кога имаме голем број на
подобни луѓе за зараза, вирусот многу полесно ќе стигне до нив. И токму тоа е поентата на овој имунитет на стадо и токму тоа е крајната цел за излезот од оваа пандемија, да направиме колективен имунитет, односно имунитет на стадо, и кога голем дел од популацијата ќе има таков имунитет и одбрана, ќе се стесне тој ланец на преносливост и болеста, ако не целосно, ќе се сузбие за да не ни смета во секојдневието. И затоа ги организираме овие едукативни настани, за да ги информираме луѓето дека единствениот спас од пандемијава е достигнување на колективен имунитет. Најдобриот пристап за достигнување на колективен имунитет е преку масовна вакцинација. А другиот пристап на достигнување на колективен имунитет е преку зараза. Но знаеме дека таа е опасна игра и затоа, како свет, како популација, како вид, како род на луѓе, сме избрале дека најдобриот пристап е масовна вакцинација и само со масовна вакцинација ќе излеземе од оваа пандемија.